Нешто многу чудно им се случуваше на жителите на едно казахстанско село од 2014 година. Се нарекувало спиечката треска или спиечката болест, затоа што во одредени моменти од денот, без причина или предупредување, жителите на ова село едноставно би заспале. Секој ден селаните заспивале на случајни места и не би се разбудиле со часови подоцна. Се верувало дека тоа е нека форма на мозочна болест, но докторите не можеле да најдат сигурна причина за појавата. Ниту пак лек или некој вид на превенција. Други причини би можеле да бидат радиација или труење со јаглеров моноксид, но и двата биле отфрлени. Запознајте се со малото село Јангси во Кина. Ова село брои само 80 жители, од кои половината се џуџиња. Оно што е чудно за ова место е фактот што веројатноста за џуџест раст е 1 во 20.000. Со други зборови, мора да постои некоја специфична причина за овој феномен. Некои веруваат дека има нешто во почвата, а селаните веруваат дека се проколнати. Но затоа што кинеските власти не дозволуваат странски гости во селото, се што можеме да истражиме се само неколку фотографии и шпекулации. На изолиран остров во Јужниот Пацифик постојат стотици огромни статуи наречени муаи. Во одреден период од првиот милениум, луѓе се населиле тука на Великденскиот остров и креирале развивачка цивилизација која ќе стане позната како Рапа Нуи. Во 1772 година островот стана познат и за луѓето од другите земји и оттогаш луѓето ширум светот се обидуваат да откријат како доморците ги дигнале овие огромни монолити што можат да тежат се до 86 тона. Не само тоа, туку тие успеале да пренесат стотици статуи низ островот. Невообичаената теорија е дека тие едноставно ги влечеле статуите со јажиња, но тоа би одземало огромен број на луѓе, време и сила. Поготово дека вкупно постојат 887 статуи. Друга теорија е дека луѓето на некој начин ги квацкале статуите со јаже кое било закачено на горниот дел. Оваа теорија всушност беше и тестирана пред 10 години и всушност успеала. Но прашањето е дали повторно би успеала ако статујата е висока 10 метри и тежи повеќе од 80 тона. Во 2004 година, човек кој подоцна ќе го добие името Бенџамин Каил се разбудил во Бургер Кинг во Америка без било каква облека, лични документи или сеќавање. Тој подоцна беше диагностициран со психогенична амнезија. И не можел да се сети кој од каде доаѓа па дури на неговото име. Денес тој е единствениот жител на САД кој се води зичеснат иако се знае каде се наоѓа. Дури со широката медиумска покриеност на веста за неговиот бизарен случај, никој не се јавил да го препознае или да даде информации за неговото семејство. Еден од лошите ефекти на немање идентитет е тоа што без матичен број тој не можел да врши некои основни работи како вработување, докторски преглед и слично. Навистина е мистерија како никој не го препознал. Скриптата на Војниш. Се верува дека од ранниот 15 век и била купена во 1912 година од човек по име Вилфред Мајкл Војниш. Тоа е книга што содржи околу 240 страни, рачно напишана на јазик кој покрај многуте обиди досега никој не го дешифрирал. И затоа многумина се прашуваат за неговиот автор, потеку и значењето на содржината. Текстот користи азбука од 20 до 30 букви, но тоа што е чудно е тоа што никаде нема зборови со помалку 4 букви или со повеќе од 10 букви. Целиот текст во голно изгледа дека се повторува со тоа што некои исти зборови се појавуваат 3 пати во една реченица, а некои исти букви се појавуваат во голем дел од текстот. Овој факт, заедно со некои други аспекти кои го прават да изгледат доста различен од другите европски јазици, ги натера луѓето да веруваат дека целата содржина е всушност нонсенс. Но во тој случај, зошто некој би се трудил да напише цели 240 страници, вклучувајќи ги овие комплексни графики, ако всушност тие не значат ништо?